Почитувани, добро ви утро, ви посакувам на сите едно утринско расположение и се надевам дека оној разговор кој што ќе имате можност да го слушнете во продолжение ќе биде многу добре дојден, ќе кажам за сите нас. И добро утро исто така и на нашата гостинка, доктор Габриела Чобанов од Хани Медика. Ние се наоѓаме во вашата ординација и секако благодарност до вас што еве сме ваши гости тука. Мило ми е, добре дојдовте. Ке разговараме за она за што и општото здравје на нас, за сите нас, за популацијата. Па би започнала еве од првото прашање. Каква е, докторка, општата здравствена состојба кај нас? Во Македонија многу стресно се живее. Многу би го потенцирала стресот, кој што е многу изразен, особено кај младата популација, која што е млада, работоспособна и која што треба да допринесе за понатомошниот развој. Исто така и многу од здравствените состојби во кои што се наоѓа нашето население се многу во експанзија се хроничните незаразни болести, како што се високиот крвен притисок, дијабетот, обезноста. Особено кај младите обезноста е доста изразена, кој што е резултат на неправилна исхрана, неправилен начин на живот, стресот е многу допринесува тука, економскиот стандард кој што е многу низок кај пациентите и многу други причини кои што доведуваат до изразување на овие хронични незаразни болести, кои што се во подем на нашата популација во која што и во многу загрижувачка состојба се наоѓа. Да, се тоа што го наброивте, за жал, нели, доста ни е познато и што го кажавте и посочивте како проблем број 1 што се однесува за нашата здравствена состојба. Меѓутоа, јас би сакала и да прашам што е она и каде ние најмногу грешиме кога е во прашање нашето здравје и што е она што најмалку се грижиме. Па најмалку се грижиме, континуирано треба да се следат работите. Континуирано треба да се следи здравјето, континуирано треба да се прават превентивни прегледи, треба да има добра организација околу пред се државата треба да има добра организација во однос на превентивните прегледи кај популацијата која што е засегната со овие проблеми. Во глобала целата популација е засегната, меѓутоа младите сега во овој момент се најмногу засегнати од аспект што физички се многу наактивни, работните обврски ги обавуваат во домашни услови со премногу седење, што доведува до појава на овие хронични незаразни болести и во континуиран пораст се овие болести. Еве ги набројуваме нели оние навики кои што денес најмногу можат да влијаат врз општата состојба нели на нашето здравје. Меѓутоа ние сме тука исто така покрај сето ова што еве сега нели го наброивме кои се причинители и фактори за сето она што не доведува до нешто такво. Како можеме да си помогнеме самите на себе од сето ова што еве и го доживуваме и за жал тоа е вистината. Континуираното следење на состојбата, физичката активност треба да се зголеми, треба да се прават почести оброци, помали да бидат оброците, поготово сега во летото, треба да се многу хидрира телото, за да има некоја оптимална во некоја оптимална состојба да биде телото, потоа лабораториски наоди, превентивни прегледи, пушењето исто така е фактор кој што доведува многу изразено кај младите пушењето, кој што треба, нели, еве сега со овие законски мерки би било добро рестрикција да има, меѓутоа тоа зависи сепак и од личноста и од состојбата на свеста во која што се наоѓаат младите, колку они се свесни за штетноста на тој фактор врз нивното здравје. Почнувајќи поготово од млади или години. Да. Сега за жал многу помлади почнуваат отколку за време на нашите генерации. Колку често пациентите доаѓаат кај вас и ајде малку ќе ги посоветуваме кога треба да дојдат. Нели некогаш телото ни алармира, меѓутоа еве од ваша страна како доктор, толку нели веќе и долг период, каде грешиме најмногу? Дали треба редовни контроли да правиме без разлика и да се чувствуваме, еве да кажам, како суперхерои? Па не треба да се чувствуваме како суперхерои, треба навремено.
да се доаѓа на лекар, особено доколку и го имаме еве и тоа чувство дека ништо не ние, треба сепак да правиме редовни контроли. Да, редовните контроли, превентивните. Фала му на Бога, сега има оние превентивни, редовни годишни превентивни прегледи кои што ги обавуваат работните организации, кои што се добре дојдени за работниците. Меѓутоа, треба и самиот пациент кога ќе почувствува одреден симптом да се јави на лекар за да се направат ништо посебно освен лабораториски наоди и некоја друга соодветна дијагностичка процедура која што налага врз основа на симптомите кои што ќе му ги презентира на лекарот. Така. И тој што ќе одреди во моментот да се одреди. Многу е важно превентивната медицина, од аспект што и континуирано да се следи доколку има потреба, од аспект што многу болести на тој начин се откриваат во првиот период на појавување, односно при појавување на првите симптоми и многу е позначено понатомошното лекување и спречување на понатамошни и спречување на понатамошни компликации во однос на здравствената состојба на самиот пациент, а со тоа го штедиме и здравствениот систем. Така е. Ајде малку и за крај на нашиот разговор да споменеме и она што го истакнавме исто така и с храната. Кажавме дека имаме проблем нели со дури и младата популација која што веќе е овој решлив, може да биде со исхрана, меѓутоа и со ете така желба за да се слабе, со оглед на тоа дека дебелината е проблем број 1. Да, во нашата држава некако и во глобала во светот е дебелината проблем, меѓутоа проблем е за здравствената состојба дебелината. Не мора да значи дека ќе бидат болни дебелите луѓе, не се сите болни, меѓутоа начинот на превенција на дебелината доведува до намалување на оние хронични незаразни болести кои што се јавуваат. Многу често младите посегнуваат по ригорозни диети, често прескокнуваат оброци, употребуваат несоодветни немедицински препарати кои што се за слабење, не консултирајќи се при тоа со своите матични лекари и создаваат понатамошен проблем. Со тоа што на многу различни начини влијае исхраната. Исхраната нели може да биде лек, може да биде и отров. Така да многу значајна, многу значајна реченица која што треба да се придржуваат многу млади генерации и да се советуваат. Да, секој верувам дека секој има добар матичен лекар кој што ќе му посоветува што во моментот на него му треба и во моментот на во сооднос со лекарските оние анализи, лабораториски анализи, крвни слики, што соодветно му треба за неговото здравје. Ви благодарам многу и само за крај ова лето што е она број 1 што не треба да го заборавиме за нашето здравје. Да се придржуваме кон советите на лекарите, многу да се хидрираме, да го намалиме пушењето најважно и да се придржуваме кон она почесто, помалку да јадеме и полесни оброци да внесуваме во нашата секојдневна пракса. Многу ви благодарам за овој конструктивен разговор и за овие совети кои што ги слушнавме од вас, доктор Габриела Давидкова, Ана Чобаков од Хани Медика. Чубанов.